Што би направиле ако вашето портфолио порасне за речиси 200% во само 2 месеци? Што ако ви покажам дека тоа не е резултат на среќа, туку на систем, стратегија и дисциплина? Се случи токму кога другите инвеститори беа во страф и паника. Во периодот кога сите зборува за рецесија, а индексите паѓаа. Во изминатиот период, САД воведува нови царини кон Кина. Кина возврати, започна нова рунда на трговска војна, а економската неизвестност се прошири низ целиот свет и настана масовна паника. Што значи тоа за глобалните пазари? Страв, нестабилност, намалена потрошувачка. Тука се поставува прашањето, кога на пазарот има паника, што прави рационален инвеститор? Fear and Greed индексот, индикаторот за расположение на инвеститорите, падна на 2 од 100. Тоа е зона на парализа. Повеќето инвеститори престануваат да размислуваат логички и почнуваат да реагираат емоционално. Многу аналитичари советуваа: излезете од берзата, пренасочете го капиталот во злато и врзници, но дали тоа е вистинскиот потек кога цените се најниски, а ликвидноста се повлекува? Кога 90% од луѓето излегуваат, ние влегуваме. Зошто? Затоа што пазарот тогаш не е во опасност, туку тоа е на попуст. Видиме како се носи рационална одлука во таков момент. Се почнува од разбирање на долгорочната тенденција на берзата. Историјата покажува дека берзата секогаш се опоравува, еуфоријата носи ризик, а стравот создава можност за создавање на генерацијско богатство. Во моментот на најголемата паника после COVID се појавија клучни економски сигнали. Инфлацијата падна на 2,3%, најниска од 2021 година, а истовремено невработеноста се искачи над 4%, што е највисока во последниот период. Што ни покажуваат овие два податоци? Дека Федералната резерва е се поблиску до намалување на каматните стапки. А кога каматите паѓаат, капиталот почнува да се повлекува до врзници и злато и се враќа во акции. Кој е вистински момент да влезеш повторно во берзата? Јас имав подготвена кеш резерва од 30% од вкупната вредност на моето инвестицијско портфолио. Не затоа што чекав совршено време, туку затоа што сакав да бидам ликвиден кога пазарот ќе изгледа најризично. Дали веднаш ја вложив таа резерва? Не. Чекав сигнал, чекав берзата да покаже дека паниката се намалува и дека институционалните инвеститори повторно влегуваат. Да видиме кои беа тие сигнали. Гледав зголемен волумен на купувања, стабилизирање на цените и постепен прекин на распродажбите. Тоа беше моментот кога почнав да ја распределувам кеш резервата. Тактички, без еуфорија и со јасен план. Во кои позиции влегов? Влегов во Тесла, Palantir, Nvidia и HIMS. Секој од тие компании имаше долгорочна вредност, но Тесла заслужува посебно внимание. Зошто избрав токму Тесла како моја најголема позиција? Иако краткорочните резултати беа под очекувањата, стратешката визија на компанијата беше пресудна. Во јуни Тесла започнува тест фаза на роботакси во Тексас. Целосно автономно возило без волан и без возач. Ова не е нов модел, ова е нова индустрија. Според моменталните анализи, овој пазар може да достигне вредност, односно total addressable market од над 10 трилиони долари до следната деценија. Но тука не застанува се. Optimus роботот на Тесла веќе е активен по производствените линии. Кога ќе дојде до масивно производство, компанијата ќе стане водечки снабдувач на автоматизирана работна сила. Тоа значи пазар што ја надминува вредноста на мобилните телефони, автомобилите и компјутерите заедно. Дополнително, Тесла бележи над 67% раст во секторот за енергетски решенија преку нивните мегапек батерии. Компанијата се позиционира како иднина и во енергетскиот сектор, не само во индустријата за електрични возила. Што значи, дали навистина гледаме автомобилска компанија или двигател на следната индустријска револуција? Моите позиции во Тесла не беа засновани на емоција. Јас купував дел од иднината. Но да видиме каква стратегија стои за оваа одлука. Овој пристап го учев уште од времето на COVID, следејќи во примерот на Иван, кој тогаш со мал капитал успеа да направи генерацијско богатство. Денес со значително поголемо портфолио тој настапува попредпазливо, затоа што има што да заштити. Јас од другата страна, со повеќе простор за раст, пристапувам поагресивно, но со ист систем. Па додека тој купуваше call options на Тесла со страйк прайс од 330, јас купував со страйк прайс од 600, но со ист рок на истек, јуни 2026 година. Тоа е разлика во профилот на ризик, но стратегијата е иста: долгорочна визија, анализа и тактички влезови. Од вкупната кеш резерва вложив 2/3 во неколку наврати, само кога техничките сигнали покажуваат дека тоа е рационален потек. Никогаш врз основа на моментален страф или возбуда. Кои беа резултатите? На Тесла направи 194%, на Palantir 413%, Nvidia 160% и HIMS 765%.
S&P за истиот период направи само 20% раст, додека вкупниот раст на моето портфолио е плюс 215%. Но, ајде да видиме кој беше ризикот. Контрактите се купени на левел од 220 до 240 долари. Просторот за да се придвижи надоле е минимален, бидејќи 5 пати се одбива од супорт левел на 220 долари. Поради фактот дека се најавени роботакси и Optimus, потенцијалниот раст на контрактите кога Тесла би стигнала до all-time high е над 400%. Тука се работи за асиметричен risk-reward. Ако цената на Тесла го надмине мојот strike price од 600, ќе направам раст од над 700% до крајот на оваа година. Што планирам понатаму? Имам уште 1/3 кеш резерва, не како вишок, туку како стратешка предност. Тоа ми дава флексибилност и ако пазарот падне, јас повторно ќе бидам подготвен. Во таков случај можам да активирам и маргина, односно да искористам дополнителни средства позајмени од брокерот за уште подобро да се позиционирам. Тоа ќе го направам само кога шансите се целосно на моја страна и не за да форсирам, туку како рационален потек со детално анализиран risk-reward. Во инвестирањето, најдобрите позиции не секогаш се оние што ги градиш први. Најдобрите позиции се оние што ги градиш кога другите веќе се изморени и се повлекуваат. За крај, сите мои трейдови се споделени на Discord каналот на Masterclass и доколку сакате да бидете дел од најдобрата платформа за инвестирање во Македонија, кликнете на линкот во био, се гледаме.